И покрај тоа што е еден од најстудените и најмалку населени региони на земјата, Арктикот брзо станува клучен фокус за САД и другите регионални сили. 8 земји имаат своја територија северно од Арктичкиот круг: Канада, Русија, Исланд, Финска, Норвешка, Шведска, Данска и САД. Од 1996 година овие влади учествуваат на форумот на Арктичкиот совет заедно со представници на домородните групи како Сами, Инуити и Чукчи, за да промовираат научни истражувања и зачувување на животната средина. Сепак од руската инвазија на Украина во 2022 година, другите влади на Арктикот ја прекинаа соработката со Москва. Напнатоста доаѓа во време кога топењето на мразот поради климатските промени го претвора Арктикот во зона на комерцијална и геополитичка конкуренција, отварајќи нови бродски рути додека ги прави подостапни на оѓелиштата на фосилни горива и минерали. Русија го контролира најголемиот дел од крајбрежјето на Арктикот и изгради воена инфраструктура и ги проширува своите територијални претензии. Постојат поморски спорови и покрај Конвенцијата на Обединетите нации за поморско право, и Канада и Русија тврдат дека делови од новите бродски рути минуваат низ нивните територијални води, додека САД допрва треба да го ратификуваат поморскиот договор на Обединетите нации. Надворешните сили исто така притискаат со тврдење откако Кина се прогласи себе си за држава речиси на Арктикот, соработувајќи со владите на Арктикот за да инвестираат во инфраструктура и истражување. Со оглед на зголеменото руско и кинеско присуство, Гренланд, автономна територија на сојузникот на НАТО, Данска, се смета за клучна за американската арктичка стратегија. Островот веќе содржи американска воена база, а од неодамна забележа и дополнително воено засилување од Данска. Како што регионот се загрева и буквално и политички, надпреварот за влијание на Арктикот само што започна.